Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент кој ги соединува сите и ги регулира е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден или добро вечер, поточно, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, кој емитува во боја и секогаш ви дава представи кои тешко ќе ги најдете на друго место. Сега го променија малце времето и тајмингот, но во секој случај добивме 1 саат плюс живот, што би се рекло, или време, колку и да е абстрактно времето и да не може да се измери, затоа што неговиот фатум е one way, а не иде двосмерно, како да речеме физичките величини, просторните величини кои можеме да ги мериме и да се надеваме дека ќе ги измериме на ниво на целиот свет еден ден, иако светот е бесконечен и никогаш нема крај. Што сака да каже дека всушност сите нешта се бескрајни во својот макро и во својот микро состав, што значи дека осудени сме да живееме на некој начин надевајки се, а никогаш не господарејки во однос на она што е. Зошто нашите умови веројатно и нашите тела и нашите моќи немаат такви капацитети да го стават светот во джеп. Иако имаше многу такви приказки, нели, дури една емисија во време на СФРЈ одеше се викаше Свет во джеп или Свет у джепу на српски. Всушност тоа беше еден микроатлас, еден мал джепен атлас, но атлас кој ги содржеше сите географски перформанси, сите информации за земјите на светот во тоа време. Зборам негде за 70-тите, кога беше лансирано тоа издание. Потоа нештата многу се променија, денеска има многу повеќе новоформирани земји, една од тие е и самата Република Македонија, која постои како независна држава веќе 4 век. Што е веројатно едно големо постигнување, поаѓајќи од скромноста и скептичноста на македонскиот народ, но ете тие што беа оптимисти и што се надева на некаква држава, да речеме, иако никогаш немаше некој силен националистички кик во Македонија, секогаш дури во најстрашното време, кога почнаа бившите братски народи да се бијат меѓу себе и да гинат на фронтовите што ги формираа, предпоставувам поради големата игра, нели, со која ќе се бавиме во оваа квинтесенција, затоа што многу нешта се случија. Значи, после оваа дигресија би кажал дека дури во тие најнационалистички, најзакрвени времења, повеќето од македонскиот народ беше отворен кон сите бивши братски народи од СФРЈ и едноставно беше како некој агенс на примирување, иако се работи за мал народ, само 6,5% на ниво на популација на бившата Југославија, така да тешко можеше да се направи нешто и покрај сите тие залагања на Васил Тупурковски, кој се сеќа ме идеше од фронт на фронт со тие джемперчиња со хеликоптери, беше навистина тажна појава во однос на целата таа немоќ, нели, да се зауздаат тие страотни националистички, шовинистички, редентистички манифестации, кои by the way беа и подхранети од меѓународните играчи, нели, оние што се во сенка, оние со чадори, нели, кои го забиваат чадорот во месото на противникот, прибедејќи чадорот не е само средство за одбрана од дожд, туку исто така може да биде и еден меч, а може да биде и пиштол со еден куршум во него, кои разузнавачите посебно негде тамо за време на студената војна ги користеа. Да се сетиме само на некои бугарски разузнувачки екзекутери кои користеа чадор.
а со шпицот намачкан веројатно со отров од кураре ги бодеа своите противници така да можеа да убијат човек негде на автобуска станица или на железничка станица или било каде со еден мал допир и со мало инјектирање на отровот, нели, во телото на противникот. Дури и тој да мисли дека се десила некоја случајност, дека некој турист или некој човек во мантил со чадор, нели склопен чадор, се судрил со него, па нешто го боцнал во грбот или во ногата, не е битно. Ете, тоа се тие чадори. Чадорите се всушност многу опасни оружја. Може исто така да се фати за врвот и со рачката добро да се наплеска некој по глава. Значи, чадорот е опасен, затоа пазете што правите со чадорите. Иначе, оние прекрасни женски чадори што Холивуд ги користеше, како например во филмовите Бал на вода или Singing in the Rain, се чадори кои имаат една по-мека, по-еротска аура, но тоа се чадори кои најчесто ги гледавме на модните писти во 60-тите. Сега некако чадорите стана многу зацкриени, многу конспиративни. Еве и овој наш чадор што предизвика една криза, нели, како спонзор, како мецена на сите тие кодоши што се размилеа по површината и ги обовиваа своите гнасни работи во однос на државноста, економијата, стабилноста, хармониите во македонскиот општествен простор. Но нема што многу да се каже за домашната политика, таа како да е ставена на шини и со целата нејзина зависност од меѓународниот фактор, можеме да кажеме дека сега целата таа ситуација е хибернирана и тоа ќе биде така до изборите, а на изборите ќе се види кој пија, кој плаќа и тогаш конечно се надевам барем номинално, барем формално, барем контекстуално ќе знаеме кој е кој и што е што. Иако јас сега уште веќе знам кој е кој и што е што, но ете да демек да не вршам пропаганда, нека народот кој е доволно паметен и мудар одлучи што и за кого ќе гласа. Но да полетаме сега од нашата мала средина, од нашата скучена средина, која беше стуткана као сарма од страна на чадорот и неговите гадови, да полетаме малце кон големите пространства и да видиме што всушност се случува на планетава, затоа што многу турбулентни работи почнаа да се случуваат и нештата се како на филмска лента, значи се редат со невидена силина и брзина и на некој начин просто ги компрометираат сите наши предизвици во смисол на прогнози, во смисол на пророштва. Многу луѓе што сакаат да пророкуваат се фатиле себе како магариње, како глупави магариње, затоа што тешко е да се пророкува. Може би еднаш, два пати ќе ви успее, но никогаш не може да се пророкува. Но има научни системи, разни сондажни агенции кои тоа може да го направат и го прават. И тоа доста професионално, што гледаме по исходот на изборите, например Павел Шатев или Димитрија Чуповски, тие агенции покажаа стварно солидни резултати, да не зборам за странските како Брима Галуп или такви некои што веќе имаат огромно искуство во смисол на сондажа. Но исто така има и смешни предвидувања, како оние на СДСМ, да речеме на Ѓорѓи Спасов и некои други, еве се на Курир се појави, кај што се покажува една ирационална ситуација која едноставно не кореспондира со реалноста. Но во име на пропаганда тоа се случува, кога може да се случува во Соединетите Американски држави, зашто не би се случувало тоа на Балканот или во нашата мала Република Македонија. Например, една од тие ствари што навистина ме предизвика да размислуваме неверојатната дисјунктивност и несинхронизираност на сондажните
агенции кои се појавија по повод претседателските избори во Соединетите Американски држави. Тие што се појавуваат на телевизиите обично се правени од самите телевизии, од некои стручни екипи кои доваѓаат и според некои системи не така значајни сондираат, го опипуваат пулсот на јавното мнение. Но тие полови, да ги наречам, или тие сондажи одеа на вистина во една голема дискрапанца. Од една страна, тој што беше на NBC покажуваше 12% разлика за господјата Хилари Клинтон, се зборам за допред една недела. Другите покажуваа 8%, 9%, CNN покажуваше некои 7% разлика, но мене сето тоа ми беше сомнително затоа што очевидците и луѓето што живеат во Америка и што доваѓаат тука велат дека атмосферата е навистина про-Трамп, дека народот и покрај овие гушења на големите корпорации медиумски всушност е многу повеќе наклонет кон Трамп, иако и самиот Трамп е чуден карактер, нели, тој е жовијален, но не е карактер кој го можете да го фиксирате, може секогаш да изненади, прилично импулсивен и темпераментен, така да тешко е да се следи неговата патека, нели, на тие листи на поддржаност од страна на електоратот, но во секој случај би можеле да кажеме дека после најновите собитија кои се случија пред недела дена, поточно во петокот кога FBI, тоест директорот Comey ги објави овие гласини, тоест одлуките на врхушката на FBI, која трпеше огромна критика во сите овие месеци поради нејзината попустливост кон Хилари Клинтон. И одеднаш сега, всушност врз база веројатно на новите имејли кои ги објави Wikileaks, повторно ја реактивира, значи, истрагата за Хилари Клинтон, што почна негативно да делува на нејзината кампања, иако оно што го вика тайтнинг на самата дискрапанца помеѓу Хилари и Доналд Трамп, веќе во петокот тие беа смалени, уште пред FBI да го објави своето решение дека ќе реактивира истрагата околу мејловите на Клинтонова. Сепак, значи, веќе пред тоа имаше една нагорна тенденција на Доналд Трамп, а сега со овој најнов развој на настаните ќе тоа уште повеќе ќе се нивелира. Верувам дека на некои пулови веќе Трамп води, значи води сигурно со некоја значајна предност, кога, да речеме, се изедначени на полот на CNN. Предпоставувам дека сите тие корпорации се врзани со елитата во Вашингтон, DC и која е многу вознемирена. Тоа го видовме во текот на кампањата, затоа што и многу видни републиканци кои се дел од вашингтонската елита, нели, од политичката владеачка елита во Америка, се ставија на страна Хилари, а тоа значи дека тие се сите организирани околу некои пунктови на интерес, би рекол дека тоа е пред се војно-индустрискиот комплекс, потоа тајните служби и веројатно во тој круг, нели, плюс Wall Street, нели, крупниот капитал, во тој триангл се водат тие чудни игри. Додека Доналд Трамп е човек кој е независен од тие аспекти, иако припаѓа секако на американската плутократија, но не е врзан со политиката и неговиот бизнис е воспоставен на либерални нивоа, иако секој крупен бизнис е врзан со политиката на некој начин, меѓутоа не така силно и така, би рекол, лудачки како што се овие луѓе, нели. Например, тоа се све некои фамилии кои владееле со Америка во последниве, па би рекол дури 70-80 години, например, како фамилијата Буш, например, каде што уште нивниот прадедо, Прескот Буш, бил еден од финансиерите, нели, на Третиот рајх.
Значи, бил директор, executive director на така наречената Standard Oil, која била во собственост на Рокефелер и тие биле едни од поголемите инвеститори во нацистичка Германија. Така да, на некој начин, инвестирајќи во IG Farben, холандско-германска фирма, која произведувала разни хемиски препарати, го имаат и произведено гасот циклон Б, кој служеше како гас со кој ги труеја евреите и другите, нели, логораши во тие кампови на смртта, како што беа Дахау, Треблинка или Аушвиц. Од друга страна пак Клинтоновиеве ги 30 години се на сцена. Секако тоа не се decision makersi. Decision makersi се самите илуминати, владата во сенка, кои никој не ги гледа. Можда и Трамп има дил со нив, не знаеме. Може би се работи за обид да се скрене политиката на Америка во друг правец, затоа што неолибералистиве веќе испаднаа папаци и не можат да испорачаат ништо битно. Ја губат моќите и позициите во светот. Имната политика е конфликтна и не носи ништо добро и за американските граѓани, но и за капиталот во Америка. Иако, нели, сега ситуацијата 1% богати, 99% паднаа од нивото на средна класа, идат кон нижа средна класа, а за сиромаштијата и да не збориме се проценува на преку 50 милиони копуци, нели, клошари во Америка. Луѓе кои едва и крпат крај со крај. Во секој случај, баш поради тие причини, веројатно, самиот Трамп веќе има некои позиции меѓу народот. Исто така, на неговите средби со народот, на неговите ралис, се појавуваат многу повеќе луѓе отколку на митинзите на Хилари, например, по 3, 4, 5 пати, некојаш и по 10 пати повеќе луѓе. Што значи дека тоа е едно спонтано движење кое е покренато од самата база, која бара неопходни промени. Затоа што ова што се случи со Америка, која беше една од најбогатите земји во светот, а сега е страутно задолжена и продуцира страутна сиромаштија. Високата средна класа падна на ниво на ниска средна класа, средната класа и ниската средна класа едноставно станаа сиромашни. Посебно после 2008 година, но и пред тоа, затоа што веројатно Америка имаше огромни губитоци на средства при тој свој поход на создавање на една светска хегемонија која навистина чини многу. Сите тие, нели, подмитнувања, сите тие корупции, тоа страшно чини и исто така начинот на кој тоа се правеше, значи се богатеше една каста, додека другите едноставно паѓаа на подот и се губеа во ништожноста на бедата и сиромаштијата. Ете сега така стојат работите, мејловите што Коми ги објави како директор на ЦИА, сега против него има страутна кампања од страна на демократите, но тоа е веќе направено, значи коцката е фрлена, што би рекол Јулиј Цезар пред да го помине Рубикон, и сега нештата се крајно искомплицирани за демократите и за Хилари. Дека Трамп ликува, во петокот тој кажа дека ова му е еден од најсрекните денови во животот. Тој едноставно се врати во трката. Квинтесенција со Ацо Станковски. Што е тоа што всушност ги поремети плановите на демократите во оваа изборна кампања председателска во USA, и тоа е навистина едно прашање кое заслужува добра елаборација. За разлика од она, нели, кога една представничка на СДСМ во минатото рече дека некои прашања не заслужуваат одговор, па народот влезе во дефетизам и не си ја заштити територијата, нели, при таа територијална поделба. Па сега повторно сакаат на власт, што е навистина језиво. И мислам дека народот тоа нема да го допушти, нели. Меѓутоа ќе биде добро за македонскиот народ ако победи, например, Доналд Трамп, затоа што тој ќе биде повеќе бизнис ориентиран и нема да пропагира разноразни идеологии, пред се некои неолиберални идеологии кои всушност се ништо повеќе отколку едно туторство или еден вид пософистицирана тиранија, но исто така тиранија.
Ние видевме овие 2 години што се случуваше со нашата држава, како беше тормозена од страна на меѓународната, поточно да го впериме прстот кон вистинскиот виновника, тоа беше нели амбасадата на USA, тоест State Department кој цело време диктира услови. Значи цело време тие беа обседнати со некоја геостратегија, се исплашија дека Путин може да дојде во овие предели поради нашата сродност, нели, иста религија, култура слична, па и генетски сме поврзани со русите. Ја лично мислам дека руската култура е создадена од балканските иселувања натака северните брегови на Црното море уште во антиката, нели, кога градови како Одеса биле колонии на македонците и другите балкански народи, нели, кои веќе биле цивилизирани па освојувале територии, овој пат кон исток. И воопшто Александар Македонски бил заинтересиран кон истокот. И самиот Дугин, еден најголемите, нели, теоретичари и филозофи на денешницата, тоест на Русија, збори дека самата етногенеза на руската држава, на руската империја се темели врз прво македонската империја, потоа врз монголската империја и на крај збори за разни замешателства на германско-скандинавски народи. Пред се тука го поентира Петар Велики, кој ја отворил Русија и направил еден плейграунд за голема културна и генетска, нели, народна осмоза, што би се рекло. Во секој случај се работи, значи, за еден голем страф, една параноја и тие, нели, како моќници изигра на најидиотски можен начин со тропање со тупаници по маса, нели, и давање наредби и директиви и едноставно со уцени и закани. Истото тоа може да го видите и во мејловите на Клинтонова. Сушност, она правила бизнис и уценувала држави за големи пари. Нели, Мароко бил уценет, па платил, па Алжир, па некои други држави. И така натака. Но во секој случај би рекол дека самите си ја скршија главата, што би рекол Тодор Александров, од својата алчност и својата злоба. Тука, например, 2 години малтретираа луѓе и пред тоа се сеќаваме на Волерс и неговото поведение, па да идеме 2001 година, па и тоа беше ужасно од нивна страна. Како и да го земете, бевме еден вид геостратегиски тоалет папир за американската хегемонија, која не искористи неколку пати тоа драконски, потоа не фрли во буниште. И токму тие што и дадоа најголема услуга беа отфрлени на најдраконски начин. Има една поговорка современа која вели американцот е најдобар непријател и најлош пријател. И тоа е баш изречено од оние представници на сите тие нивни сојузници кои на крај се искористени и фрлене на буништето на историјата. Во секој случај би рекол дека what goes around comes around, значи тоа што иде наоколу доаѓа. И тоа е една нивна поговорка која повторно се воспостави како точна, како некаква длабока мудрост, затоа што сето тоа што го правеа им се враќа сега. Тоа што го правеа со незаконитите разговори, нели, прислушкувани тајни разговори, тоест приватни разговори, едноставно тоа го применија и во неколку случаи, посебно сега го применија на председателската кампања против Доналд Трамп, каде што скоро месец и пол, тоа беше страшно, ужасно прежвакување. Значи месец и пол беше тој фактички незаконско снимен разговор помеѓу Доналд Трамп и Били Буш, кај што Трамп, нели, се покажува како некој мачо, како некаков сексист, како некој сексист, како љубител на жените, како некаков сексуален предатор, но не до крај, баш кај тоа е, нели, еден приватен разговор кој воопшто не би требало така да се експлоатира од чисто морални причини, но ете, тоа се случуваше и тие, например, маст му извадија на тој тейп, кој е незаконски, нели, незаконски снимен и дистрибуиран, но го вртеа на сите телевизии, го обработуваа, го анализираа и мислам дека демократите се загубија во
таа нивна хипокризија од типот желба да се морализира и преку морализирање да се деградира противникот, што не е баш соодветно на концептите за моралот и воопшто во контекст на идеологијата на Демократската партија, која е пролибералистичка или неолибералистичка и е критичар на конзервативните вредности, не само на ниво на Америка, него и на светот. А овде излегува со морализирање, со однесување како да се некакви суштества извадени од под стакленот звоно, како да се некакви супер конзервативни луѓе кои едноставно се згрозени од таков тип на муавет што Трамп го беше водел во тој автобус, во таа наводно соблакувална во автобусот. Меѓутоа, во земјата која е број 1 по продукција на порнографска псевдоуметност или шунт, како сакате, па и уметност, ако сакате, која беше на некој начин заедно со скандинавците пионер во продукција на порнографија, каде што секоја втор збор или втора реченица е псовка, нели? Fuck you, fuck on, fuck this, fuck that и така натака, да се морализира до тој степен, веројатно на луѓето веќе им збоктиса и почна да делува како да се прејале, како да изгледа 10 шампити од апче, например, и им се смачило у главата, им се свртал паметот и веќе повраќаат. Но и на виши нивоа, нели, на оние нивоа, на оние фини, етерични структури кои на некој начин го водат светот, а тоа се, нели, аспектите на космичкиот ум, тоест на самиот Севишен, кој го детерминира сето ова на крај на краиштата, зашто ништо не може да се случи без неговата волја, нели, а која е супер праведна, иако понекогаш не изгледа дека нема правда, но таа понекогаш има извесен дилеј, известно закаснување. Тоа задоцнување доаѓа од неговата бескрајна љубов кон човекот и, нели, желбата да му се даде шанса за поправен. Но тука немаше поправен, значи месец и пол дена тие трубеа и беа бескрајно здодевни. Дури и најдоа некои жени, некакви проститутки кои би сведочеле, нели, за неговото сексуално предателство, но немаше никаков сериозен доказ. И така одеа со таа глупост да го деградираат човекот, да го сведат на мивка, иако секој маж во Америка, нели, секој втор маж е со такво, дури и со уште поекстремно мнение што се однесува до спротивниот пол, иако сите глумат некакви джентлмени и некакви дами, сушност се животни кои се отворени за било каков тип на перверзија, нели, све што би им донело некакво задоволство, барем тоа е евидентно во Америка со сите тие ланци на проституција, со супер разработени системи за хедонизам и забава. Така што американското општество на некој начин добро се развило во смисол на развивање стратегии на искористување на сите овие пороци, нели, на човештвото. Има цели градови као Атлантик Сити, например, или Лас Вегас, кои се издржуваат од хазарт, од проституција, за да не зборам за другите кои се супер расширени во Америка. Така што таков еден, по мене, бениген исказ, кој повеќе беше некој хумористичен тип на приказка кој требаше да го фасцинира младиот Били Буш, едноставно беше злоупотребено и со тоа претераа, така што го изгубија, нели, компасот и одеднаш реагира антиглобалистите као Асанж, Викиликс. By the way, не знаеме што се дешава со Асанж, не се појавил подолго време, веќе 10 на 15 дена. Има предпоставки дека е можеби ликвидиран, можеби не знаеме, тоа допрва ќе го видиме, но во секој случај Викиликс и новите имејлови кои се појавија и кои беа све поинкриминирачки и поинкриминирачки, на некој начин го иницира FBI,
Посебно затоа што FBI, самата FBI и правосудството во Америка трпеа страотни критики затоа што на некој начин ни прогледаа низ прсти на Клинтонова. Но исто така и чудни беа некои средби, да речеме, на председателката на Врховниот суд заедно со Бил Клинтон, кои наводно се сретнале, нели, на еден аеродром. Едниот дошол со својот приватен джет, другиот со својот приватен джет и тука нешто као муабетеле, и што муабетеле бенигни работи за децата, за едно, за друго, за што, како рекреираат и така натака, што е ноторна глупост. И сите тие нешта на некој начин делува сомнително во свеста на американскиот граѓанин, па затоа се изврши страотен притисок врз функционирањето на FBI, во смисол дека FBI може би и прогледува на низ прсти на Клинтонова, затоа што некои луѓе за многу помали греови заглавиле повеќе годишни затворски казни. Последен беше еден генерал кој заглави 10 години за многу помали грешки од Клинтонова. Така да сега стварите отидоа во спротивен смер. Одеднаш половите идат надоле на Клинтонова, она полека ја губи поддршката. Дури оние телевизии што правеа сондажи in favor of Клинтонова сега веќе викаат дека се изедначил Трамп со Клинтонова, што за мене значи дека тој ја прешишал со најмалце 4 до 5 поени разлика или проценти разлика. Чуде се на светот на политиката, на секој агол може да се случи нешто со што протагонистот ќе си го скрши вратот и ќе излезе надвор од целата структура. Дури оваа офанзива што почна на Блискиот Исток, поточно во Ирак против ИСИЛ, нели, кои се сконцентрирани во градот Мосул, во свој еден говор при еден митинг, самиот Трамп рече дека тоа е направено in favor of Хилари, значи за да не биде ставена во позиција дека всушност на некој начин соработува со ИСИЛ, го снабдува со оружје, тргуваат и така натака, и дека искреиран токму од тајните служби на Америка ИСИЛ, нели, во време на владењето на Хилари Клинтон и Барак Обама, пред се Хилари Клинтон како Secretary of State. На некој начин, значи, сето тоа за да се стави во втор план, да испадне, нели, демек Клинтонова е навистина борец и се бори против најголемиот непријател на USA, а тоа е, нели, исламската држава и тие екстремни исламски организации. Во еден момент самиот Трамп рече дека офанзивата во Мосул всушност се направена по порачка на демократите за рейтингот на Хилари да се дигне погоре и да испадне дека она навистина се бори против ова зло на денешницата во смисол на политика, во смисол на екстремизам, во смисол на тероризам. Но како и да е, и тоа не помогна, заглавија пред Мосул, нешто као 20 села зазеле, час се повлекуваат, час влегуваат, нешто на 2 километра се од Мосул, па пак нешто, значи цело време всушност една голема лага, една илузија се тера. Меѓутоа можеме да ги видиме од нивните дизајни како функционираат нештата, од нивните најави. Например, имате хорори на Алепо, каде што действуваат силите на Асад и руските сили, и дел од, нели, иранската специјална гарда е исто така во сојуз против исламистите и непријателите, нели, бунтовниците, мислам против ИСИЛ, против Ал-Нустра, против други организации кои наводно се по-френдли, кои се блиски до американската моќ. Всушност сите тие што се борат против Асад на некој начин се во симбиоза со американските тајни служби, би предпоставил врз прилично реална основа. Но ете,
демек тамо се случува хорор, тоа е така една дискрапантна војна, непропорционална, бомбардираат училишта, иако видовме дека самите бунтовници, тоест исламистите, погодија едно училиште кај што тепаа 15 деца. Но нема везе, маширанијата пропаганда на американецот функционира како луда. Меѓутоа, кога се работи за Мосул, каде што имаме иста таква ситуација како во Алепо, нели, се бомбардира од страна американците и британците, а доле на терен се ирачаните и неколку милиции, како некоја шиитска милиција и курдите, испадна дека Мосул е некаква оправдана војна, нели? Кој ќе ги видите сите тие шпици, имате Battle for Mosul и тоа е како некој шпица на филмот типот Бен Хур или Последниот ден, нели? Или Најдолгиот ден. Инвазијата во Нормандија, нели? Херојски мотивирани, така музички подкрепени, дизајнот исто така, нели? Се води битка која треба да ги ослободи мосулчани, нели, од исламистите, а не гледаме никакви снимки од внатре, ништо не доаѓа. Иако сигурно исламистите и другите дистрибуираат снимки, што се случува, колку деца тамо гинат, например, дека ситуацијата не е ништо поразлична од колку во Алепо. Но не е битно, тука американецот кога води војна, он е безпрекорен, он е витез, он е шампион, он е многу внимателен, он е толку прецизен што може мува у око да погоди со своите системи и никогаш не греши. А се изнагледавме последниве 20-30 години колку цивили има убиено. Какви драконски бомбардирања неселективни. Тука во соседството ги гледавме што правеа 99-та година. Па ги гледавме на други места, во Афганистан, во Ирак, во Либија. Ја уништија либиската држава, нели, го линчуваа прекрасниот принц Гадафи, кој обезбеди убав живот за своите либици. Сега може само да сонуваат и да тагуваат по Гадафи. И тоа не е онакво бесно тагување од типот тагување по Тито, човек кој живеел 90 години и кој живеел како крал, нели? И на крај, поради неговите, би рекол, невизионерски потези, дојде до крвав расплет на југословенската драма. Да не зборам за македонското прашање, каде што еден од главните виновници за тој дебакал е токму политиката на Тито, неговото отстапување од сојузот со русите и влегување во аранжман со англоамериканските сили, кои ама баш ништо не направија за ослободување на Југославија, додека самите руси ја ослободија Србија и го донесоа Тито на власт. Поточно Црвената армија беше главниот фактор на ослободување на бившата ФНРЈ, потоа СФРЈ или Југославија едноставно од нацизмот, нели, да не беа русите, партизаните никогаш не ќе можеа, поготово на тој терен кај Војводина, да ги елиминираат или да го ослободат Белград, каде што овие имаа предност и огромна војска, нели, заедно со сите тие Фолксдојчери, Принц Еуген, група армија и така натака. Во секој случај сакам да кажам дека ова што го правеа американците во последно време со своите лаги, со својата бруталност, тоа не му го припишувам на американскиот народ, токму го припишувам на оваа номенклатура предводена од Хилари Клинтон, не само од Клинтонови, туку и од сите тие тајни играчи кои на вистина ја доведоа во Америка во состојба цел свет да ја мрази. А сега има шанса преку Трамп да излезе од тој срамен агол, нели? Квинтесенција со Ацо Станковски. Ете, тоа беа сите оние моменти кои требаше да ги анализираме на некој начин во овој мал дел од вечноста. Малце прошарено со реклами и со музиката на YouTube, веројатно Боно Вокс би бил следниот кандидат за Нобелова награда. Дилан малце мислеше 15 дена дал да биде хиро или да си ја земе како добар евреин наградата, нели? Али изгледа дека ова второто на некој начин превагна.
Во секој случај би рекол дека нештата на вистина дивергираат во најразлични правци. Ете, например, да се вратиме сега на главниот муабет што ни беше околу председателската кампања во Америка, затоа што и нас тоа не засега на некој начин. Би сакал да победи Трамп, да речеме, и да се елиминираат сите овие испостави на демократите кои на вистина не беа воопшто милозливи кон македонската држава и ја фаворизира опозицијата врз база на некои, би рекол, сомнителни релации помеѓу нив. Но било како да е, Трамп сега доби шанса. Пред недела дена на сите овие медиумски трабанти на Демократската партија на Америка веќе беа сосем безгрижни, веќе Хилари имаше солидно водство и стабилно водство, тоа водство веќе со недели стоеше, значи, како такво, и се надеваа дека ќе биде piece of cake да се доврши целата ситуација и да се шутне Трамп во ѓубриштето на историјата, но ете не бидна така. Прво, значи, претераа со морализирање и истроши огромна енергија на ништо, затоа што американците секако таму има многу паметни луѓе, не се тоа мајмуни кои јадат банани така и чешаат чела, темиња, нели? Туку едноставно се луѓе кои ја знаат својата реалност, го знаат своето општество, точно знаат како живееле и како живеат и што се случува во сите овие години, нели? Како што ние, впрочем, знаеме и многу добро знаеме што нуди едната страна, што нуди другата страна, затоа што го видовме тоа во реалност. Видовме што направи позицијата, а видовме исто што не направи опозицијата. Значи, опозиција 0, позиција 100. Неверојатна разлика помеѓу активностите на, зборам за овие 25 години, на позицијата денешна, нели, и опозицијата, или ако сакате десница и левица, иако тоа што го викаме левица воопшто не е левица, тоа е една клептократија која нема никаква идеологија во себе и повторно сега оди и лаже кај стигне и никој нормално не им верува и ќе изгубат со страотна разлика на 11 декември. Но сега да се вратиме кај големата приказка, затоа што од таа голема приказка зависи и нашата реалност. Во секој случај би сакал да ве потсетам дека сега работите веќе се неизвестни и Трамп доби шанса да победи. Ако тоа се случи, тогаш верувам дека кај нас ќе дувнат потопли ветрови, затоа што Трамп ќе се помири секако со Путин, а тоа значи дека ќе ни се симнат сите овие гадови од вратот и ние ќе имаме една благополучна перспектива, што ви рекле балгарите, кои, нели, во моментот исто така се во голема конфузија. Но, еве, доаѓа крајот на оваа емисија. Јас ви благодарам на трпението и на интересот. Прекрасно е да се дружиме во овие ситни саати, нели? Ситни во смисол на Twilight Zone, каде што денот престанува, почнува ноќта. Во ова издание на Квинтесенција со Ацо Станковски, Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 31 ли е денеска? 31. Monday, да, понеделник. Го имав тука, ама сега се изгуби. Така, браво. Се бјон. Значи, понеделник 31.10.2016 година или лето Божие. Заедно со Никола Јовановиќ и Дине Вучков во позадината. Беше прекрасно да се соработува и оваа вечер со овие прекрасни джентлмени. Ве поздравувам и ви посакувам прекрасни моменти во оваа ноќ што доаѓа и во наредните денови. До слушање, драги слушатели. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент кој ги соединува сите и ги регулира е наречен квинтесенција.
Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.